Дуи го аминува евентуалното здружување на албанските опозицијски партии. Интегративците велат дека го поздравуваат окрупнувањето на албанската опозиција. Оти само така ќе имало повеќе албански пратеници во собранието. Од партијата велат не стравуваат од коалицијата на нивните политички противници, затоа што се сигурни во нивната победа на 12 април. Дуи од секогаш ги има охрабрено малите опозицијски фракции кај албанците да се здружат во една листа со цел да не продолжат да ја фрагментираат политичката сцена на албанците, бидејќи така влијаат на намалување на представувањето на албанците во собранието. И ги охрабруваме и понатаму да најдат сили овие фракции да се здружат. Дали ќе се реализира здружувањето на сили за уривање на Ахмети од страна на Алијанса за албанците? БС и Алтернатива за сега не се знае. И БС и Алтернатива преговараат со Алијанса, но според извори на Алфа, се помали се шансите Гаши и Касами да седнат на иста маса. Додека партиите од албанскиот блок работат на заедничка стратегија за изборите, македонските партии калкулираат. Помалите партии се уште размислуваат дали на избори ќе настапат самостојно, или пак ќе се здружат со нови политички опции, да направат нови коалиции, или додатно проверено, да настапуваат заедно во коалиција со ВМРО, ДПМН или СДСМ. Лиljana Поповска од Дом, која досега добиваше добитни места на пратеничките листи, вели дека се уште не разговарале за предвремените коалиции. Од Дом посочуваат дека тие се фокусирани на промената на изборниот законник, односно да има една изборна единица, иако се поизвестно е дека на овие предвремени избори ќе се гласа по стариот изборен модел. Сличен став имаат и од партијата на Павле Трајанов. Од Демократскиот сојуз велат дека се подготвуваат за избори, но го чекаат и исходот за изборниот законник. Сепак ќе разговараат со поголемите политички партии и потоа ќе донесат одлука. Новоформираната Интегра за сега планира сама да настапи на изборите, но тоа не е конечна одлука. Посочуваат дека се отворени за коалиција со други партии кои имаат слични интереси како нив, вели Љупчо Ристевски за Алфа. Јова Кекиновски пак вели дека Фродам е здружение, но разговараат со нови политички субјекти за обединато настапување на изборите и веруваат дека тоа ќе биде успешен настап, оти ќе понуделе честни луѓе и професионална работа. Лидерот на Демократската партија на Србите, Иван Стоилковиќ, вели дека нема донесена конечна одлука, но по се изгледа дека и на овие избори ќе настапат како дел од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Какви ќе бидат чекорите на Љупчо Георгиевски, Тито Петковски, Димитар Апасиев, Горан Милевски, за сега нема информации.